гледачи на Канал 8, добро дојдовте. Ловниот резерват Полаки на Осогово ќе добие нова ограда, а ќе се збогати и фондот на дивечот во него. Постапката за реализација на реконструкцијата на оградата е веќе почната, а се реализира со средства од швајцарската влада преку програмата за заштита на природата во Македонија. Ловниот резерват Полаки на Осоговските планини во атарот на Кочани ќе добие нова заштитна ограда и опрема, а ќе биде зголемен и бројот на дивечот, со што ќе се овозможи унапредување на високобуџетниот ловен туризам. Постапката за обновување на условите што ги нуди ловиштето е со финансиска подршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Партнери во проектот се Министерството за животна средина и за земјоделство, Јавното предпријатие Национални шуми, Факултетот за шумарски науки Хан Сем од Скопје, Македонското еколошко друштво и Универзитетот за применети науки во Берн, Швајцарија. Дека е во тек јавна набавка за реконструкција на оградата од 6 километри на ловиштето Полаки. Со истата набавка се набавуваат и термокамери и друга опрема за функционирање на едно современо ловиште, како и набавка на дивеч. Со ова, конечно ќе се врати сјајот на нашиот бисер. Главни цели на проектот се подобрување на популацијата на диви животни, особено кај копитарите, и да се воведе систем на мониторинг на дивите животни во просторот со кој управува Јавното предпријатие Национални шуми. Исто така, ќе се обноват поранешните добри практики за одржлив ловен туризам и ќе се внесат нови грла благороден елен. Реконструкцијата на оградата и опремувањето на ловниот резерват е дел од проектот Градење капацитети за одржливо управување со дивечот во ловиштето Полаки, што се спроведува во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија, како проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координиран од Фармахем Скопје. Локалната самоуправа на Кочани ги реализира активностите од проектот за изградба на планираните 11 улици во населените места во општината, а за што финансиска подршка е обезбедена преку проектот за подобрување на општинските услуги. По почетните работи во дел од селата во општината почна и асфалтирањето на улици во населбата Прокарка во Кочани. Општина Кочани почна со изведбата на завршните работи за асфалтирање на улици во местноста Прокарка на влезот од градот. Механизацијата интензивно работи на комплетирање на коловозите и тротоарите, како и на придружната инфраструктура. Од секторот за урбанизам на локалната самоуправа на Кочани информираа дека истовремено се работи на неколку улици кои се дел од проектот, што е финансиран со средства од Меѓународната банка за обнова и развој од компонентата општински инвестиции. Асфалтирањето на улиците во место викана Прокарка е од преку Светска банка, тоа е кредитна линија, при што општина Кочани ќе асфалтира 11 улици, од кои веќе неколку улици се асфалтирани во село Оризари, во село Тракање. Сега се асфалтират улиците Скоевска во место викана Прокарка, која што е содржина од 180 метра, ширина на коловозот е 6 метра со тротоари 2 пута 2 метра. Од двете страни по 2 метра имаме тротоари. Потоа улицата Стефка Тасева, која е содржина од 160 метра, ширина на улицата е 6 метра и предвидени се тротоари по 2 метра од двете страни. Улицата Скопска е содржина од 200 метра со ширина 7 метра и со тротоари 2 пати по 2 метра. Потоа спојот, тоа е улицата 555 во должина од 140 метра, широчината на улицата е 5,5 метра, со тротоари 2 пута 1,5 метар, и улицата Петар Синадинов и спојот со улица Скопска, кој што е во должина од 180 метра. Од овие проекти кои се финансирани преку Светска банка, ќе останат улиците Кирил и Методи, крак 1, 2, 3, потоа улицата во лесна индустрија, улица 560, со должина од 130 метра, и крак 1 исток, Вусово чешма, со должина од 200 метра. Инаку овие Кирил и Методи, краците се со должина негде од околу 600 метра, кои ќе бидат асфалтирани. Од вкупно 11 улици од проектот за подобрување на општинските услуги, што се финансирани од Светска банка, 6 сообраќајници се во Кочани, додека 5 во руралните населени места во општината. Заврши реконструкцијата на кровот на основното училиште Гоце Делчев во Виница.
Проектот започна во мај, а заврши порано од планираните 6 месеци за работа. Финансиски е подржан од Министерството за образование и наука, проект вреден 9.320.000 денари. Градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров го посети основното училиште Гоце Делчев, при што изврши увид на извршената реконструкција на кровот во училишната установа. Констатирано е дека стариот азбесен кров е отстранет и на негово место е поставен нов лимен кров со изолација од 15 см и заштитна фолија. Инвестиција вредна 9.320.000 денари. Активноста е дел од проектот изградба и опремување на 145 училишни спортски сали и реконструкција на основни и средни училишта на Министерството за образование и наука. Изведувач на работите е фирмата Изградба Комерц од Скопје. Активностите за санација на кровот започнаа во мај и завршија порано од планираните 6 месеци, истакна за Канал 8 градоначалникот Ивица Димитров. Меѓу другото, градоначалникот рече дека одржа состанок и со директорката на основното училиште Гоце Делчев, на кој што беше констатирано дека условите кои ги бара Министерството за образование и наука во најголем дел ово училиште ги исполнува и ќе се бара физичко присуство на наставата. Сепак истакнато е дека последниот збор ќе го има владата и Комисијата за заразни болести и ќе се чека тие да одлучат како и колку ученици ги присуствуваат со физичко присуство на настава и дали ќе има онлайн настава. Инаку, повеќе од 80% од родителите во сите училишта во општините Кочани и Виница се изјаснија за настава со физичко присуство на учениците. Старатели можат да отворат сметка во друга банка за немокни лица кои претходно имале во Евростандард банка. За отворањето на нова трансакцијска сметка во друга банка, близок сродник или лице кое се грижи за корисникот може да поднесе барање за назначување на старател за посебен случај до Центарот за социјална работа. Надлежниот Центар за социјална работа назначува старател за посебен случај на корисници на парични права од социјална заштита, корисници на надомест за помош и нега од друго лице, надомест заради попреченост, стари и немокни лица кои не се во можност самостојно да се грижат за своите права и интереси, а имале трансакцијска сметка во Евростандард банка, информираат од Министерството за труд и социјална политика. За овие лица кои во рокот не биле во можност да отворат сметка во нова банка, ќе има нови датуми за исплата. За отворањето на нова трансакцијска сметка во друга банка, близок сродник или лице кое се грижи за корисникот може да поднесе барање за назначување на старател за посебен случај до надлежниот Центар за социјална работа во Кочани. Кон барањето се доставуваат следните документи, значи тие се копија на извод од матична книга на родени за корисникот, копија од извод на матична книга на родените, за лицето за кое се назначува за старател за посебен случај, лични карти на увид, медицинска документација на корисникот и лекарска потврда за психофизичка состојба. Воедно ви информираме дека е за една многу значајна наша активност дека ќе има дополнителна исплата на паричните права од социјална и детска заштита за корисниците кои до сега корисници и клиенти на Евростандард банка АД Скопје, а кои во дадениот рок до 25.8 не успеле да отворат нова трансакцијска сметка во друга банка или да поврзат постоечката трансакцијска сметка во друга банка, поради исплата на паричните права која ќе се реализира овие денови. На координативниот состанок со банките, Министерството за финансии и Народна банка на Република Македонија било договорено исплатата на паричните права од социјална заштита, заштита на децата и изгрижувачките семејства за август 2020 година да се врши и во дополнителни датуми на 11, 18 и 25 септември 2020 година, при што податоците за корисниците од банките до Министерството за труд и социјална политика ќе бидат доставени на 7, 14 и 21 септември 2020 година. Планинарите од клубот Осогово од Кочани продолжуваат со реализирање на планираните активности и акции за искачување на врвовите во државата. За внедела се најавува освојување на врвот Пелистер. А во меѓувреме, Стојка Антова од Кочанскиот планинарски клуб стана прв женски планински водич во Источна Македонија. Во изминатите неколку денови членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани реализираа неколку активности што се дел од годишната програма за работа.
Најпрвин во пресред на двата празника 7 септември ослободувањето на Кочани и 8 септември денот на независноста на Македонија, кочанските планинари учествуваа на 3 различни планинарски акции. Во саботата на 5 септември се искачија на врвовите Китка на 1903 метри и Царев врв на 2085 метри, како поддржувачи на предизвикот 12 врвови, што го организира планинарскиот клуб Трансферзалец од Скопје. На 6 септември екипа на планинарскиот клуб Осогово учествуваше на традиционалното искачување на највисокиот врв во Македонија, Кораб, на 2764 метри надморска височина. Истиот ден се одржа и планираната тура до Раткова скала, заедно со членовите на планинарскиот клуб Кожув од Гевгелија. Активностите на планинарите продолжуваат и викендов. За внедела е најавено искачување на највисокиот врв на Баба планина, Пелистер, на 2601 метар. При тоа ќе се пешачи по стандардната патека од правец на Ловечката куќа. Исто така, како посебно постигнување е што Кочанскиот планинарски клуб го доби и првиот женски планински водич во Источна Македонија. На обука за жени планинарски водичи, што ја организираше Македонската планинарска федерација, а што се одржа на Пелистер од 3 до 7 септември, учествуваше и нашата кандидатка Стојка Антова. Таа успешно го помина тестот и обуката и се стекна со сертификат за планински водич од категоријата А1, планинарење по лесни патеки во летни услови. Поезијата на младиот поет Андреј Јанков од Кочани објавена во српско списание. Ова представува голем успех за еден млад поет кој од мали нозе развива љубов кон пишаниот збор. Поезијата на младиот поет Андреј Јанков од Кочани објавена во електронското книжевно списание Без лимита при Филозофскиот факултет во Ниш, Република Србија. Поезијата да биде препознаена и објавена во српско списание представува голем успех за еден млад поет и поттик за уште поголеми постигнувања во иднина. На покана на доктор Мирјана Бојана Чирковиќ, професор на Универзитетот во Ниш, Филозофскиот факултет, мојата поезија беше објавена во нивното книжевно списание Без лимита и навистина тоа за мене како студент и поет беше огромна чест и задоволство, бидејќи верувам и се надевам дека во иднина како ќе се работуваме професионално и приватно, така и службено преку нашите универзитети. Се надевам дека понатаму не само што ќе се работуваме со Србија, туку и со други земји, и јас како автор секако со желба да учествувам на други меѓународни конкурси и манифестации, да го промовираме зборот, да ја промовираме речта, бидејќи нели преку поезијата се доближуваме и создаваме мостови на пријателства и шириме повеќе љубов. Пред извесен период, биографијата, творештвото и 3 песни на Јанков беа објавени на српски портал, а потоа беше направен превод и на англиски и француски јазик. Пред 2 месеци овој млад поет го создаде своето првенче, стихозбирката Сонцето во зборот. Андреј Јанков е роден во Кочани, студира филолошки факултет, македонски јазик и книжевност во Штип. Својата пасија и љубов кон пишаниот збор ги пројавува некаде околу средината на неговата адолесценска возраст. Континуирано и внимателно го гради своето творештво врз една стабилна, уредна и успешна низа од безброј песни, раскази и есеи. Има издадено книга во електронско издание на порталот за литература makedonika.mk под наслов Јазикот на срцето 2017 година. Учествува на разни литературни манифестации во и надвор од државата. Пишува поезија, проза, хајку поезија, есеи, критики и рецензии. Член е на литературниот клуб Копнеш од Кочани, книжевното списание Кула при Филолошкиот факултет во Штип, на студентското собрание при Филолошкиот факултет во Штип и на фондацијата Такец од Битола. Активен член, каде што објавува дел од своето творештво, е и на социјалните Facebook групи Поезија за душа, најубава проза, Сакам книги, размена на книги и книжевни муабети. Има добиено бројни награди за раскази и песни на литературни конкурси и поетски манифестации, како и благодарници и признанија за учество на литературни настани.
Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.